Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитуван колега Хусни. Вие во вашиот говор само го потврдивте тоа што ние го зборувавме пред една година и тоа што денес го зборуваме на оваа седница, дека е точно. Кажавте дека ова станува збор за лоша математика во која што 8 пратеници излегуваат, а 8 влегуваат, што значи дека само дресовите ќе се сменат власт, опозиција и обратно, но тука требаше да кажете дека и вашата математика пред една година била лоша. И тоа што пресметавте дека требало да влезите во влада во тој период, дека ви била лоша пресметка и лоша математика која што сега ја чувствувате на своја кожа. Требаше пред една година да сте свесни кога го избиравте Ковачевски за премиер, за каков човек станува збор, и требаше да сте свесни кои партии ќе ги оставите на власт, СДСМ и ДУИ, и какви се тие партии, и што треба да очекувате од нив. Требаше да сте свесни дека само ќе ве искористат и тогаш кога им е најкритично и ќе ве пуштат низ вода. Толку се изнамачија пред само 3 месеци да ве изберат за подпредседател на ова собрание, за сега само после 3 месеци да ве трампаат со алијанса. За да ве изберат, го прекршија деловникот, го разрешија на седница на собрание на колегата Фадил Зендели од Комисијата за избори и именување, само за да можат да ве изберат вас. Сега оваа постапка, мислам дека ќе ја повторат повторно за да изберат подпредседател на ова собрание од Алијанса. Затоа што сега повторно се во криза и ќе искористат Алијанса. И така ве менуваат постојано, власт, опозиција. Ова што ви се случи треба да ви послужи како поука, за да знаете дека кога ќе ја дадете душата на ѓаволот, нема после тоа простор да бидете разочарани. И требаше да сте свесни дека овие од СДСМ и од ДУИ лажат, почитуван колега, и крадат, и се богатат на грбот на граѓаните. Тоа требаше да знаете. И ќе продолжат да лажат, и ќе продолжат да крадат сега со